малко да се освежиме со газоза и кикиритки. А таму долу е Битола, Битолско поле и Пелистер. Влегуваме во село Зовиќ. Таму може да се види реката. Стигнавме во атарот на село Градешница. Стигнавме во село Градешница, па сега малку ќе прошетаме низ улиците да ги видите убавите куќи и интересната македонска архитектура во село Градешница. Воен музеј. Може да видите дека оградата е украсена со разни шлемови и пушки и ножеви од најверојатно од Првата светска војна. А мислам дека тоа е и воен музеј и дека може да го посетите. На. А оддолу се слуша реката. Сега ќе пробам да слезам по ова патче долу. Долу има река и може слободно да се влезе, бидејќи не е длабоко и да се извадите во летниот период. Сега ќе пробам да дојдам до водата, па ако има шанси и малку да се изладам, бидејќи еве се возиме веќе 1 час. Сега тука е малку затревено, а не сум соодветно облечен, да не има некои змии. Оп. Опа. Водата е каменлана. Водата е каменлана, меѓутоа е многу добро за освежување. Сега продолжувам нагоре, да видиме дали има уште куќи од селото, но мислам дека тука завршува. Ќе пробаме за секој случај да видиме дали има уште нешто понатаму.
изградена некоја патека, може би има села, таму има некои куќи на онаа страна, па најверојатно патот води околу до таа страна. Нема да продолжам, ќе се вратам назад. Ќе пробаме малку да се одмориме во атарот на селото. Не ви спомнав кога пристигнавме во селото дека коњот кој што е изграден во центарот е изграден од железо кое што било собрано како остатоци од Првата светска война и од тие остатоци подоцна е стопено и излиено во таков споменик. Застанавме пред селската кооперација, малку да се освежиме со газоза и кикиритки. Да поуживаме во оваа клима која што е навистина прекрасна. На. Бути. Жешко му е скријат сонцето. Супер. Како ми нема денар. И тој не помина. Уште е пред нас. Само што го напуштивме селото Градешница, а сега нашата авантура продолжува напред. Дојдовме пред манастирот Свети Атанаси. Тука може да си купите свеќи, пиво, сок, ракија. А ова тука е конакот. Сега ќе одиме на кај црквата, односно манастирот, се извинувам. Ова е плоча. Македонскиот непокор и неговиот стремеж, идеал за сопствена духовна моќ, вера и религија е преточен во изградбата на манастирот Свети Атанасиј во село Старавина во 1965 година. Спомен на првите негови основоположници, градители Дончо Илиовски и Јана Најдовска. Си запаливме свеќа за здравје. А сега ќе пробаме да го видиме останатиот дел од Маријево, бидејќи има добра местоположба манастирот и може да се види цело Маријево и сите околни села. А тука е уште едно манастирче, Преображение Христово. Ево тука може да се види Старавина. Тоа е првото село таму, а малку подолу во таа длабнатината е па Градешница, каде што бевме пред малку. Видете само оваа недопрена убавина.
Македонија е преубава. Не за џабе. Рекле, Македонија е бисер на Балканот. И нема цена што може да ја купи Македонија. А од оваа страна исто може да се види. Мислам дека она село таму право, таму поминавме, таму е патот и мислам дека е село Маково, ако не се лажам. Значи во тој правец е Прилеп, вака, а таму долу е Битола, Битолско поле и Пелистер. Местото е навистина прекрасно тука. И доста е средено, доста се имаат потрудено, меѓутоа се уште во изградба, но еден ден ова место ќе биде навистина преубаво. Еве го крстот кој што е изграден на една страна од манастирот. А тука сакам да ви покажам, таму напред е селото Рапеш, малку е видливо, а долу па може да се види патот и реката Црна. А на планината може да видите стадо од крави од сортата Буша. Не знам дали камерата може да ви долови, меѓутоа тие планини таму се толку убави и прекрасни. Влегуваме во село Зовиќ. Село Зовиќ е едно од попознатите села во Мариово. Покрај селото познато е и по филмскиот мост, кој што ќе одиме подоцна да го посетиме. А сега полека влегуваме. Видете само колку убави куќи има. Ова е центарот на селото. А тука има и знак дека на 300 метри е оддалечен и мостот. По ова патче се оди, по кое ќе се упатиме подоцна. А од лева страна може да забележите доста кули. Тука е и етно ресторан, етно куќа кај мостот. Така да кога ќе го посетите селово, одвоете си време и одете да ги пробате локалните специјалитети во етно куќата кај мостот. Еве сега одиме на кај мостот во Зовиќ. Еве сега се упатуваме долу на кај мостот. Може да се слушне жуборот на водата. Видете само колку прекрасна и уникатна природа. Какви карпи. Никаде во животот не сум видел вакви карпи. Тука природно камењата се исклесани како скали, за да може да се стигне долу до реката. Уште малку па ќе бидеме таму.
Тамо може да се види реката долу. Ево, од овде може убаво да се види мостот во Зовиќ. Камен мост. Здраво. Здраво. Супер. Здраво. Ова од левата страна на мостот е воденица. Познатата воденица кај камениот мост во Зовиќ. Еве слеговме долу во водата. Да видиме колку е ладна. Идеална е за освежување.